Здраво дечки, добредовте во уште едно мое ново видео. Кажи хај. Хај. Ова е Марта Девилиш, јас сум Стефан Лазаров, а денеска ќе снимаме продолжение на серијалот Работи кои што не би ги прашале мажите. Жените денеска обратно. Жените мажите. Затоа од овој момент каналот си го предавам во раците на Марта и денешен водител ќе биде Марта, јас ќе бидам гостин. Сега зошто ќе ни објасни таа. Здраво дечки, што правите? Како сте? Тука сме со Стефани, ќе снимаме многу интересен серијал. Јас на мојот Инстаграм канал поставив неколку аскми зашто вие би ги прашале машките, а вие незгодно. Зборам за девојчињата, така да видиме што сте поставиле и што ќе прашувате денес. Имам многу незгодни прашања. Јас ми е незгодно мене да ги поставам некогаш, ама ќе пробам. Денеска се за научни цели. Така е, за научни цели да се каже. Тука и мандар, ни идеме во кола и да уживаме. Ајде. Како е да се биде на столчето на жешки прашања? Па да ти кажам искрено, чудно, неверојатно, еве мандар. Да, мене ми е така како да ви кажам. Мандар колку пати било кола, да, дечки, прв пат ми е мери наку Марта, фала ти што не примив на твојот канал. Ау, фала ти на Subscribe ставите на каналот на Марта. Како одлучувате дали девојка е за една вечер или за озбилно? Види. Како да ти кажам, во принцип, Добро прашање. види, секоја девојка може да биде за една вечер сега. Види, јас, например, проценувам преку тоа каков е незиниот настап вечерта, на муабет, на реакција, па и повеќето од нас машките кога запознаваме некоја, буквално се заинтересируваме во моментот и да знаеме уште некој работи за девојката и Зошто машките се играат со повеќе девојчиња одеднаш и прават ствари со неколку девојки паралелно? па добро е, мислам дека двосмислено прашање, истото го правите и вие. Така да пак ќе дојде ситуацијата устилна колку ти е битен човекот што е со тебе во моментот, за дали ќе го правиш тоа со повеќе луѓе, дека го прават само машките. Ја имам друго објаснување за ова, малце е подолго, ако сака така по слушам. нели опширен одговор. Примеру врска сум, така, со една од тие што ги споминаш, и сега сум у долга врска. И нели нормално е ти досади девојче после некое време. За да ја сакаш, мислам за да останеш да ја сакаш, ќе си потрчнеш така малце понастрана и пази сега, тука е клучниот момент, Слушај сега, па пичка матерна. Ајде, слушам. Значи клучниот момент. Идеш до такви за една вечер што ги спомнавме претходно и си викаш, чекај бе малце, ја какво злато имам дома, какви има надвор? И си ја сакаш понатаму. Тоа е за мене е клучна долга врска. До негде држи вода, не би требало така да функционира светот. Вадење лево да му поверуваш. Ако поскокаш ќе отидеме напред, ја не знам тука што е кочница и ќе умрам. Абе има ручна дигната, ајде лаво што. Ајде идеме дали. Ручната е дигната, добро. Кога имате односи, зошто преферирате да е без заштита? Пуше полбаво. Ти макарони она, јадеш у пакетче, лижавче со тоа го лижеш, што прави? О, ја не сум те криво. А сега извини, вие не преферирате така? Шо ме напаѓате? Ова се многу девојки што ме прашаат. А тебе не те интересира тоа земе. Она со целофан се Ја вика. се чувам за брак до. Не, добро. Краток одговор, А пошто идеш некоја недела? Да, на миса исто, на католичка и на... На она да не свириш, како си кажеш На орган. органи. Да, на орган. На орган свири он. кој ќе им гостиш каналот? Свира на орган. Кој ќе им гостиш каналот? Мојот одговор краток е дека е побаво. Твојот одговор? Што беше прашањето? Зошто не користиме кондоми? Па да, нормално, Така да, сакаме. многу е боле. Идеме дај. Добро, имаше некоја метафора таму сладолет од витканца. Кажав се, ајде, ќе најдете Да. таму, ќе вратите. Зошто изгледа дека машките како да немаат чувства? Дали сакате да разговарате на длабоки теми како девојчињата и дали воопшто ги слушате девојчињата кога зборат? Да и не. Не ги слушате кога зборат? Јас Ама ти ме изслуша са. Па добро, Got ставаш you. прашање. ја искрено на сите три ќе ти кажам да, ама многу ретко во животот можеш да си дозволиш да се отвориш емоционално доволно со некоја девојка, така да може да биде само едно животот. Така, управа што се Ми се каже, допаѓа јас се ова, глупирам, така да. Убав одговор, добро. Дали вие имате трема пред да одите на дејт и ако е да, зошто? Имаме трема според мене со девојки кои што ни се свиѓаат сериозно и кои што би сакале да ги запознаваме малку повеќе. Точно. Ако ми се свиѓа, имам трема, ако е некоја така колку за една вечер. Дали ви влијае друштвото, например, дали е таа вистинска такава, например, Не. ако немате, значи вие се одлучувате и само. Абе, ако ми се свиѓа, има да ја бркам. Реално. Ки нека застанат. Реално, ало, затвараме кафичи, дискотеки, све Ма корона. си превртуваме Ако ти се свига стварно, Ме мандар интересира. јубиво. Да, реално. За све за 3-2000 евра, све колам пали. Зошто играте топло ладно со
неколку девојки во смисла на зошто имате одреден број години каде што ќе вртите девојки пред да се уозбилите или вдомите. Зошто се плашите од обврски? Зошто имате commitment issues? Ова не знам колку пати ми го постави, едно 50 Зашто пати. ќе остарам еден ден и ќе треба да умрам со една жена. Тоа е најмушки одговор Што да ти кажам, А јас пак ќе ти кажам дека се двојни стандарди, тоа прави истото и вие. Точно. Истото Особено, скроз. Така да добар одговор за ова е дека треба да си живееш додека можеш, а не да го правиш на години кога ќе имаш деца и жена. Пошто многу е лошо на 50 години се вераш жената со 3 деца дома. Дефинитивно. Која ви е најголема сексуална фантазија и зошто? Дали е... дека те сликовито да ми го објаснува. Имам подпрашање дали е можеби тројка. Каки тројка? Леле тројка. Види, не може да ти биде фантазија нешто што си го остварил. А ова се вака гледа. Шалам, ја не сум го А остварил. ова се што ќе го кажам, ќе го разберат најверојатно поголем дел од машките. Добро. Gagging, locking и донесување до рап на животот. Објасни. И Како? поздрав до Даре Джандар. Како се донесува до рап на животот? Сакаш да ти Многу објаснам? прашања поставуваш. Сакаш да ти Ја објаснам? не, ова само анкетата. Ама, кога сега ти се ова збориме нелично, метафорично. Ајде, Кога би ти го запнал носот Леле господе може. и кога ти би го лапнала ова, да речеме, така. И сега ја те држам тебе така едно 30 секунди, тебе ќе почне животот да ти проаѓа пред очи, ме Готово, разбираш? сликовито опишано. Ајде Марта, продолжи. Не со органите. Ау, се препотив. Многу сликовито опишано ова, бра, дечко. Марта. Свака час за сликовитото објаснување кој Тоа ми е работа. Секој гледач ќе го разбере. Кима Линч, Ќе те замолам да продолжиш. дали би избрале убава и проста девојка или грда и Да. паметна? Да дама која е? Да, и просто дел. Ја не Абе, би види, избрал грда и така, паметна така. би избрал, бре. Значи ти Зашто сакаш и да- убава и паметна. Па види, може да е најпаметна на света, ма стануваш од спиење и треба да го гледаш тоа до крај на животот. Не бе, до крај на животот, дали би избрале? Она не Сега- рече за една вечер, за 2 вечера, за една За една недела? вечер или да ти биде девојка? Па не општо за дейтинг вака. За дейтинг, да бе, зашо? Со таа грдата, брат, ќе си правам муабет. Ау, брат, знаеш дека галаксии, бе, со тоа може муабет, ја со би таа одбрал. убавата ќе се цепам. Ја би одбрал девојка која што е паметна, а за интелигенција ќе се поработи некојаш ако треба поише. Ето така. Ја бев глуп човек, па еволуирам години и станувам попаметен и Мора да попаметен. пази, пошо... Повели. Дали повеќе преферирате задник или гради? Тоа е дискутабилно прашање, секој маж си има вакво, некој Јас сака све гради, пуштам. некој сака... Да, и јас Само се- да има. само да има. Да. Боле да љулја него да жулја. Така ќе Не, ја имам малце други стандарди, битно е да има две дупки. Добро. Добро. Значи, имам подпрашање на ова, дали ви сметаат акни ако се здевели 5-6 кила, да. ако е така побуцкаста, ти сметаат такви работи? Поготоа ако сум уврска и сега нели е тип-топ женава, влага уврска, се опушта, се запушта и станува... Ако вистински ја сакаш, ако си Не, вистински не, партнер... бе, брат, не, 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 не. Ќе ако ми си помогнеш не. да стане Ето, болje, тоа ако да. она сака Значи, да ќе стане се- болje. Тоа ќе- да. ќе ја мотивираш Тоа и да, ако ќе- биде као, не, јас сега имам дечко и сега можам да станам Не така никако. гнаса. Исто може да си исто иде важи дома. и за мажите. Се слагам, се слагам. Дали би било навредливо ако девојка ве праша колку сте високи Не. Не, или колку сантиметри вие? уопште. Добро. Само Ако планира повеќето да го види, прашала, не прашала, ќе дознае, така да. реално, а и Прашала, не прашала. повеќето мажи ве лажат на таа тема, така да А бака барем кој ќе го види, нема да барем лаже. барем ќе знае дека на пола Скопје има 14, а вика 20. Ау. Не, имам многу хардкор девојки кај мене си поставуваат реални прашања, А ти браво. ништо немаш од овие Тие прашања? Ова хардкор е се девојките од е у мојот ДМ пол. кај мене. Јас ништо не Од донесов. твој Имав Инстаграм. 20 прашања од овие пола ќе ги прочитам. Ајде. Зошто оставате девојки на син? Дали за да добиете внимание или пошто не сте заинтересирани? Зошто ви треба повеќе време да вратите на порака? Не оставам да си. Ајде, исклучок. Нема исклучок, Не не има оставам да секаде си. Не ми се свиѓаш, ќе ти вратам добро. ОК. Смајли. Не оставам Да, да си. ја оставам на син само кога сум лут. Пошто е многу позната фаца. Реално. Мора оставам на си. Ја оставам на син. Ха. Да. И Ја да. на керка. Добар. Е. Колку пати во текот на денот помислувате на секс? Па и сега мислам, моментално. Па Со види, да. мењачот тоа што беше овде. Не, ја на мењачот, не можам ја на Со мењачот да мењачот, мислам. тоа. Зависи колку имам обврски реално од денот, кога немам обврски поише, кога имам поише обврски, не мислим и така. Ја мислам, не зборим множи. Али повеќето од мажите мислат цело време на секс реално. Пиши ми, ја мислам се да се Е, правам сега светец. кола проја, ја мислам каква пичка ја вози. А Разбира. зашто мислите толку многу време? Дали мислите дека тоа ради хормони, Од ради... пичка сум мислите дека од пичка ќе умрам.
Добри панц, мал од бреска. Искреност да се почитува. Добро. Дали ви е гадна менструација Не. или влакна на тело кај девојче? На тело, Да. И дали би имале односи кога има циклус девојка? Те, Види, да. Зашо не ако ми е девојка, ако не ми е девојка, тоа да. најверојатно би ми било гадно со девојката. Види се има разлика од прв, втори, трет ден и од четврт, пет, шести таму. Не денови знае добар. Не, ми. Се сум научил, се сум. И така ќе менјам чаршави и така. А влакна Добре. на тело е од најодвратно нешто на Да, девојка. поготово Одврат. комбинацијата Кога ќе видам циклус и влакна. на раце влакна на девојка ми иде да се оттрујам. Значи до толку кога ќе видиш Влакна кај Лазаров на фаца. па имам, ја ќе кажев исто тоа ми имам. Не бе, убаво брада, Не бе, не, машки со добро, брада добро. се супер. Дали некогаш сте добиле ерекција на јавно место, пред луѓе, или на пример на частна школа, и што правите во таква ситуација? Не. Да бе бре, нормална работа. Како бе не си добил бе брат? Леле ерекција, јас со завршување. Шо пролив ти тека? Ја не јас со завршување Аха. како. Да. Па Како може да не добиеш мене ми работа се има ти? десено на сред час да ме викнат професорка наставничка што и да беше на табла, мене дигнат и треба да излезам. Не знаеш колку е тоа незгодно. Обично дуксерите ги спуштаме до доле и као демек не чеша бутат или не знам. Не брат, јас си го местам така нагора ми стои. Не точно. Ја Шо бе прашав- брат, не е срамота Го тоа. прашав дечко ми на тема и ми вика, бе, ние од друштвото имаме едно ке си поседам, вика. Ја ќе И си тоа, и поседам. ја ќе си и тоа држи во. Тоа го се срамиш, ако не се срамиш. Мандар не се срами никогаш. За зашо бе брат, Господ ми го дал, што да му правам? Вака. Што да му правам? Какво било вашето прво сексуално искуство и дали сакате да споделите возраст? Дали сте биле романтични, сте ја тинтрале, сте ја чекале? Ја бев толку многу возбуден што 8 пати дента веќе си завршив работа за да издржам поише и да се докажам. А инаку на 18 јас и беше добро. Треба да морам да одговорам. Да. Не ќам реклама да ја правам. Као си не се шалам на така нешто 17 годинки ми беше. Не знаев дека ќе се деси, не знаев дека ќе се деси. Ама се деси и добро бе. И добро се покажав. Тоа за прв пат. Имаше добиен. Мандар, може брат да го земеш каналот Лазаров да го Имаше водиш. добиено, жими тебе бре. Не мора повише ова се прави. Ши би се. Дали имате име за вашиот полов орган? Не. Спиро. Спиро, прашајте го татко ме, ако не ми вераш, тато у коментар, Ја ми се ке татка. сакаш да се јавам. Да се јавам, одма. Ало бре, има ли еден нормален тука жими мајка? Ао се препотив брат. Што ве плаши кај девојка? Дали ако е општествено помокне од вас или заработува повеќе, се чувствувате заплашени? Не бе, брат, поише за мене да ти. Реално, живее браво. како- Чекај малце, чекај, тука треба да се размисли малце поише ново прашање, заради тоа што ова прашање е според мене едно од најспецифичните за маж, заради тоа што никој од нас нема да призна јавно, затоа јас ќе кажам дека секој од нас гордоста не ни дозволува жената да е поуспешна. Тие што Тоа, да. тие што ќе кажат дека не е така лажат, така да секој од нас би одбрал ситуација да биде побогат, поуспешен, подоминантен, а да има жена која што ќе го прати. Брат, Тој што ќе каже дека е обратно и дека не му е дека му е мило да е поуспешна жената, лаже, затоа требаше моце така да се никако само подоминантна да е од мене, што сака нека биде подоминантна не. Гледаш обратно и гледаш и исклучоци има секаде. Значи за Обратно, мене да. нека си има Значи да паричка. има пари. Ама да, ама тоа е можеби брат убаво во првиот момент, ама кога ќе дое момент да ти труби на глава дека Тоа да, ми си има десено, Абе, дека има не, десено, ама не е не, битно со која тоа е што више како. токсична врска, ако некој некому Види, труби у на животот Ние глава. секој трудење, ама ми си доаѓаат има тие десено да ми ситуации. префрли за тоа. Затоа И секој трнов, маж- мејџер Тоа е трнов ми лошо. дало да дигнам на клоци, ама што да Еве правам? ти А уште тоа едно. многу жени го трпат Еве, од многу мажи, Дали сваќаш. Да, еве едно ги разбирам. подпрашање, дали ти би прифатил да бидеш домазет? Не, бе. Е па тука истиот Да, момент. бе, те разбирам, Не те разбираш? разбирам. Никој маж не сонува од мал да биде Да иде домазет. домазет. Да иде на домазет. Значи секој би сакал да створи сам, еве јас лично да бидам доволно успешен, не звикам дека треба девојка ми да ми е роб и да ме слуша и да ми служи, ама би сакал да бидеме тука некаде, ама не би сакал да биде поуспешно од мене. Мислам дека поише би Тачно. се согласиле од мажите со мене. Значи Колку и да- мојните жени всушност се
им остануваат некои по нехрабри, неуспешни А партнери. види, и моќна жена е привлечна, ама до моментот што го кажа ти. У момент кога ќе ти го нели префрли тоа. Да, ама и обратно, ако имаш некој моќен партнер, жените најчесто се субмисивните, знаеш како Да. потиските, помирните се очекувани да се некако такви. Абе, ја ти зборам сакаш. машка фантазија реално како размислуваат, дека Јасно. тоа е малце примитивно и застарено размислување, така е. Јакото ти е на почетокот, ако Да, е така, али после тоа ти е, јеби го. не ти е јакото. Ако ти префрла, јасно. Ама ќе сваќам. префрлат, значи тоа е неизбежно, ти текно. Јасно, Ако си јасно. поготово некој клошар, неработник тоа, као мен. Клошар неработник као мен. Ако си признаш, Ти си Пола војник. ми се прсте. дали машките, ајде уште едно, ова, задно толку. Ајде. Дали машките учат како да имаат сексуални односи преку порно видеа? Порно видеата придонесоа за мојата желба кон гагингот. Леле, ја ќе искачам, чао. Поздрав до Начо Чао. Видал, кој знае. Ој га. Толку од мене. Порничите ти придонесуваат да ти се шири фантазијата, И не нешто ти помагаат во праксата, така да. Помагаат. Во душа, не, ја мислам дека одмагаат. Тоа Помагаат. што го гледаш на порничи многу често не Зависи можеш да што го гледаш, изведеш. брат. Е па сега, Ја секој тоа си што го гледа. гледам, бога ми. Ти гледаш нешто мерило со тебе, а? Па Да не, можеш да го изведеш. да, бе, па мораш да научиш од негде. Бе. Јеби га, Жената така е. сигурно нема те научи, а маш па да ме учи. Матерна, бе. Да. Дечки, тоа беше тоа. Мене не ми се верува дека јас собрав храброст да го направам ова. Им благодарам на сите девојки што ми пишаа на мојот Инстаграм профил и што имаат толку храбри прашања, пошто и тие се храбри, а и овие два момци за нивната искреност и нивните размислувања. Се надевам дека научивте многу од ова и фала ви што сте на каналот на Лазаров. Subscribe, like. Да, исто јас сакам да ви кажам фала ви. Овој серијал ќе го продолжиме, веќе имам договорено и две гостики кои што ќе бидат женски, нели? Ќе поставаме обратно повторно прашање. Фала ви што го поддржавте серијалов, има над 80.000 прегледи и ете, можеби негде не погодивме тоа што сакате да го чуете, но барем ние си зборевме искрено со Мандар. Like, subscribe, keep gagging. All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.